Светот се простува од поглаварот на Римокатоличката црква папата Франциск. Тој во сабота 26 април ќе биде испратен во вечното почивалиште. Посмртните останки се изложени во ковчег во резиденцијата Санта Марта, објави Ватикан. Во среда ќе бидат префрлени во базиликата Свети Петар, каде верниците ќе може да му одадат последен почит. Има направено многу добри дела за црквата и луѓето и го промени начинот на кој ги гледат американските католици и многу ми е жал за неговата смрт. Слетавме во неделата и бевме шокирани во понеделникот утрото кога дознавме дека папата почина преку ноќ или предпоставувам тоа утро. И бевме многу тажни и дојдов да оддадам почит пред да заминеме во другите делови на Италија кои ќе ги посетуваме. Навистина чувствувам тага затоа што беше многу важна личност, остави голем трак не само за католиците, туку за сите луѓе. Според тестаментот што папата го направил пред 3 години, тој сака да биде погребан во базиликата Санта Марија Маджоре, наместо во базиликата Свети Петар, каде што почиваат повеќето негови претходници. Како што чувствувам дека се приближува самракот на мојот земен живот и со цврста надеж во вечниот живот, сакам да ги изразам моите последни желби во врска со моето погребно место. Гробницата треба да биде во земја, едноставна, без посебна орнаментика и само со надпис Франциск. Кардиналите пристигнуваат во Ватикан на прв состанок по смртта на папата. Спротивно на она што го велат некои луѓе, можам да кажам дека тој имаше инстинктивна чувствителност кон современата култура. Тој беше многу внимателен, например на проблемот со културата на жените и младите, на науката. На погребот присуство најави американскиот претседател Доналд Трамп, претседателот на Украина Володимир Зеленски, како и францускиот претседател Емануел Макрон. Папата Франциск почина вчера на вторден Великден од мозочен удар и срцева слабост на 88 годишна возраст. Претходно 5 недели беше во болница поради двојната пневмонија. Папата Франциск беше во историска посета на Македонија во 2019 година и стана првиот поглавар на Римокатоличката црква кој ја посетил земјава.